Јас сум Милена Златевска, живеам во Пула, председателка сум на Македонското културно друштво на Истарската жупанија Свети Кирил и Методи од Пула. Член сум на управниот одбор на заедницата на македонците во Република Хрватска. Член сум на редакцијскиот одбор на Македонски глас. Член сум и советник на Македонското национално малцинство за град Пула и секретарка на Македонската православна црквена општина во Пул. Како се однесува државата Република Хрватска кон македонците? Па по ова, како и самата се представив, гледате да колку асоцијации ние поседуваме, така речено, во Република Хрватска и тие ни се едно катче каде што македонците можат да се соберат или да зборуваат на својот мајчин јазик, да си ги покажат обичаите, традицијата и се останато она македонштина што ни е донесено од нашата татковина. Сите овие асоцијации што ги наброав се финансирани од буџетот на Република Хрватска преку Советот на националните малцинства во Република Хрватска. Во заедницата членуваат 6 друштва. Сите 6 друштва се финансирани преку Советот за национални малцинства во Република Хрватска и програми на заедницата. Советот, еве можам за Пула да зборувам, значи во Пула е финансиран од град Пула. Имаме и представник на Македонското национално малцинство за Истарска жупанија, кој е финансиран од Истарска жупанија. Имаме Македонска православна црквена општина во Пула, која исто така е финансирана од град Пула, и имаме Македонска православна црква во Загреб, која е изградена, на што посебно се гордееме, и е изградена малтене повеќе од буџетот на Република Хрватска, од донација на верниците и наравно се надеваме и од некои средства од Македонија. На сето тоа, навистина сме посебно горди. Покрај сето ова што го наброав, имаме македонски училишта, каде се предават македонскиот јазик од прво до 8 одделение и во средните училишта. По моделот С, оценките се пишуваат во дневник и во свидетелство, што значи као изборен македонски јазик по моделот С. Учителките кои што предаваат македонски јазик се вработени и платени преку Министерството за образование и знаност од Република Хрватска као редовни наставници по македонски јазик. Ви благодарам. Денеска во Велес е и нашата сограѓанка Демниева. Господјо Демниева, како е да се биде во Македонија или во својот роден град? Па, мене ми е многу убаво. Секој пат кога ми било тешко, сум доаѓала во Македонија. Као духовна храна ми представува и Македонија и Велес. Велес има многу нешто да покаже и Велес е едноставно тамо кај што ќе го поминете детството. Ал сум имала среќа да бидам тука во Велес, каде што е еден слободарски град со многу културни знаменитости и многу значајни личности за историјата на македонскиот народ и за Македонија. Знаеме дека сте многу ангажирана во вашето место на живење и во наша соседна Србија. Какви се таму правата на македонците? Прво да ни ги кажете функциите, се разбира што ги извршувате, а потоа и како се однесуваат нашите соседи кон македонците, дали всушност ги остварувате вашите права? Значи, јас сум председател на Македонско здружение Коче Рацина од Белград, Србија, значи кој е формирано пред 21 година, 2003 година. Сдружението Коче Рацин и јас лично, Лидија Демниева, сум иницијатор на формирање на Националниот совет во Србија, кој беше исто така регистриран во мојот стан. И јас сум председател сега најново и на заедницата на Република Србија. Значи, Здруженијата беа основ за здруживање на македонците во Србија,
Покасно, како настана нови законски нормативни акти, дадоа можност да се формира и некој национални совет кој е по некои европски стандарди. И ние се потрудивме као Сдружение Кочо Рацин да собереме одредени број потписи, делегати и да го формираме тој совет. Меѓутоа, тој совет покасно стана и беше и у суштина во самиот старт политичко тело на Република Србија, кое се финансира од буџетот на Република Србија, кај што има платени функции, председател, заменик председател, секретар, благајник и веројатно уште некој. Така да се направи овој раздор измеѓу самото членство во оквир на здруженијата, да поедини здруженија се финансира само од своји лични средства и функционира, тоа е и Македонското здружение Кочо Рацин од Белград, македонската заедница во Србија исто така самостојно се финансира, затоа што Националниот совет фактички као политичко тело врши одредена политика и одредени луѓе кои работат во него се уствари на платена функција и тука нема, често пати немаме едно заеднички јазик, затоа што се форсираат одредени издруженија кои се формирани од страна на тој совет, значи после формирањето на советот и одредени проекти се финансираат од советот и одредени издруженија, али само кои се благонаклонети према советот. И тоа е начин како се развива овој македонското малцинство, како уствари можеме да го сочуваме јазикот, културата, обичаите, а и бројчаноста на македонците во Република Србија. Само за компарација да знаете, значи пред 20 години бевме 50 и нешто илјади македонци регистрирани во Република Србија. Пред 10 години бевме околу 26.000, сега сме 14.700 на најновиот попис и податоците од 2022 година, што сигурно покажува каква е состојбата на македонците во Србија. Голем број на македонци заминуваат, голем број на македонци умираат, значи, затоа што е постара генерација. Сигурно тоа делува тоа што фактички Србија не е дел од Европската Унија и маса македонци се иселуваат помлада генерација кои бара подобар живот и реализација на професијата која стекнале со образование, дали во Србија, дали во Македонија или ван неја. Таква е состојбата. Задоволни ли сте? Сакате ли да функционирате како независни, како граѓански здруженија, значи надвор од се што значи политика? Да, ние баш Здружението Кочо Рацин тоа го чини, али тоа го чини лично од собствени средства. До сега ништо не сме финансирани, ни на еден проект као здружение, само иницијативно си плаќаме, доваѓање, правење на манифестации, но што ви го често пати го гледате што го прави Здружението Кочо Рацин, тоа е само со средствата на членовите на здруженијата. Големи пари Србија издвоја, не е тоа мала во однос на нашето малцинство, али тие пари кои ги добива го добива Советот, они не се распределуваат во согласност на активностите на здруженијата, нити не значаат на здруженијата, нити по старост, нити по големина на здруженијата, него само по тие кои се за нив подобни. И тоа наставува наравно проблем и многу здруженија се гасат во Република Србија, затоа што не се во состојба да се финансираат. Јас можам да кажам, ја доста го финансирам тоа здружение Кочо Рацин, завршни рачуни ние си правиме, плаќате, тоа морате ревизор да земете, а тоа кошта, додека другите тоа не мора да го прават, значи можат сето да го финансират. Јас повеќе проекти покушав да прогурам и никој, чак и од Министерството за култура на Република Македонија не бевме поддржани под мотивација дека сме требали да се вдружиме со некои здруженија од Република, со седиште Република Македонија. Тоа го правевме и со Горанското, и со Здружението од егејците. Меѓутоа, никопат ништо, чак и од Министерството за надворешни работи барав на еден проект Велес историја и архитектура.
да го презентираме во трајање од 2 дена. И проектот го направивме и тоа не ни беше одобрено. Минатата година, предминатата поднесовме барања, минатата година ни рекоа дека наводно ќе биде се одобрено Велес историја, архитектура, да се биде презентиран во трајање од 2 дена горе во Белград, меѓутоа Министерството за културата не одби, иако претходно ни бараше буџетски да го определиме, тоа го направивме со образложение да не сме регистрирани на територија на Република Македонија. На жал, моја лична желба е на Сдруженијето Кочераци, затоа што го носи Кочераци на името на градот Велес, и да Велес има многу нешто да покаже. Многу време изгубивме да сето тој проект да го направиме. Тука е ангажираниот се Александар Кокулов, кој работи во Министерството за култура. Го замоливме да ни помогне. Со Зафирчев зборувавме и толку бевме сигурни дека тоа ќе промине. И тоа мислевме да го направиме како идеја да секоја година по некој град од Македонија биде представен во Србија, а не по Србија, во целиот свет и Европа, каде што македонците живеат. Значи тоа да биде проекат кој ќе може, со истите средства да биде во Хрватска, да биде презентиран во Енглеска, во Франција, во Австралија, во Америка, затоа што, на жалост, македонците се повеќе и повеќе се раселени по цел свет. И мислам на тој начин може да не собере, да искористиме потенцијалите кои ни ги нудат нашите сограѓани како логистичка поддршка за одредени проекти во светот. Ви благодарам.